председателе. Денес зборуваме за кандидат за уставен судија. Кандидат за уставен судија, професор Ана Павловска-Данева. Она за што ќе зборувам е нејзината партиска припадност. Таа била пратеник во Македонското собрание од редовите на СДСМ, како и подпредседател на СДСМ. Во тоа време антикорупционерите, во согласно со член 23 став 3 од Законот за спречување судир на интереси, е изречена мерка јавна опомена на кандидатот, бидејќи во тоа време предавала на правен факултет, за што земала 2 плати. Функцијата судија во Уставен суд по член 111 од Уставот е неспојива со партиска функција. Уставен суд не смее да биде место каде се вдомуваат партиски војници. Во план за живот, ќе цитирам, одговорна власт нема што да крие. Честни политичари не се плашат од независно судство, објективни медиуми, ниту од активни граѓани. Такви ќе биделе вашите политики. Па како резултат на ова ветување, а тргнувајќи од паролата «Нема правда, нема мир» на шарените револуционери платени од Сорос, каде била и професорката Ана Данева, власта ги предложува кандидатите. Прво, Кацарска, откако со драконски казни ги осуди уставобранителите, оние кои го бранеа Уставот на Република Македонија, името и се што му направивте на Македонија и македонскиот народ во изминатите 7 години. После тоа, вие ја наградивте за уставен судија. Републичкиот јавен обвинител, кој потоа го пуштивте по вода, истиот тој, кога беше шеф на јавното обвинителство Љубомир Јовевски, нема предмет за случајот рекет, од каде од јавниот извршител слушнавме дека парите од рекет завршуваат во Струмица кај фамилијата. Јовевски не отвори случај ни за Ден Дончев, кога видовме како става туце пари во торба. Јовевски, како извршител, премолчи и за исчезнувањето на името Вице Заев од пријавата за рекет во рек Битола. Потоа го повлековте кандидатот, само вие си знаете зошто. Потоа го избравте граѓанскиот судија во апелационен суд во Скопје, Фатмир Скендер и Тања Васич Бозаджиева, која работеше во Министерството за правда како државен советник за граѓанско законодавство. Сега, со новиот предлог, ја давате комплетно етикетата партиско судство. Се додека уставните судии се бираат на ваков начин, услов, истакнат правник или член на политичката партија на власт, наместо со јавен оглас, лично пријавување, презентирање и сослушување на кандидатите во Комисијата за избор и именувања, и понатаму ќе имаме катастрофална доверба во судството. Затоа што уставниот судија треба да може да се спротивстави на политичките притисоци, закани, уцени и одлуки да носи според своје убедување, односно да го штити Уставот и уставниот поредок на Република Македонија во вистинска смисла на зборот. И понатаму корупцијата ќе остане главен проблем во Македонија. За жал, а за среќа, ви одминува времето. А и во извештајот кој го добиваме пишува: нема напредок во областта на судството, нема имплементација на реформи. Перцепцијата на граѓаните, односно огромната недоверба во судството, кажува дека правосудниот систем е најкорумпиран. Па се прашувам, дали со ваков избор на уставни судии, предлози од власта, перцепцијата ќе се смени?
Зборувате за европски принципи, а во секојдневниот живот сведочиме за безочна манипулација која што тотално го уништи целиот државен апарат, па сега нема институција која што нормално функционира, нема институција во која можеме како жители на оваа држава да се потпреме. Се што произлегува од оваа власт е криминално, противзаконски и противуставно. Така и ќе остане се додека СДСМ и ДУИ се на власт. Ке ве потсетам што кажувавте за режимот до 2016 и ке прашам дали има разлика со вас. Замислете, власта на ВМРО ДПМН ги претвори судовите во партиски судови, во кои правдата е тешко достижна, а политички или деловно чувствителните пресуди се пишуваат во влада. Јас би рекла, овде власта на СДСМ и ДУИ ги претвори судовите во партиски судови. Голем број од судиите се избира и напредува врз основа на партиски критериуми, односно блискост и послушност кон партиите на власт. Дали има разлика? Апсолутно уште полоше. Владата немилосрдно вршеше притисок врз судството, кој го признаваат и самите судии. Која влада? Владата на СДСМ и ДУИ. Како слушавме, како кажува и Зоран Заев, и Катица Јанева, и Кацарска, Македонија се најде на листата на земји со политички затвореници. А каде се вашите политички затвореници? Се уште седат по затворите, а вас око не ви трепнува за тоа. Судството и јавното обвинителство се покажаа неефикасни во борбата против корупцијата на највисоките нивоа и во заштита на основните човекови права. А што ветувавте? Правда достапна до сите, транспарентни постапки за избор, напредување и разрешување на судии. Замислете, нашиот план, односно вашиот бил, идната влада радикално ќе го смени досегашниот однос кон судството и ќе спроведе правни и институционални реформи за надминување на актуелната катастрофална состојба во судството. Ниту реформи спроведивте, а судството во покатастрофална состојба досега не било. Правото немало да биде подредено на политиката, замислете, ниту судството на извршната власт. Лага долага, ке отстраниме невидената партизација и политичките притисоци со кои се соочува судството денес. Каде сте вие? Ајде кажете, кои ветувања од овие ги имате реализирано? Пресудите ќе се пишувале од страна на судиите и нема да им се диктираат од страна на високи партиски и владини службеници. Само беа диктирани од Зоран Заев и така натаму. Ќе ја симнеме Македонија од листата на земји со политички затвореници. Ќе ги одглавиме граѓаните од судските лавиринти во кои не можат да ги остварат своите права. Судството мора да стане ефикасно, независно, непристрасно. Ниту е независно, ниту непристрасно, ниту ефикасно. Затоа зборува довербата во судството кај граѓаните, за тоа зборува Европската Унија, судството во никогаш полоша состојба не било денес. Судскиот совет на Република Македонија ќе стане чувар на независноста на судството а не продолжена рака на владата. Само независно, непристрасно и ефикасно судство може да создаде амбиент на почитување на човековите права и еднаквост на сите граѓани пред уставот, законите и институциите. Хартијата се трпела.
Свесни дека зависното и партизирано судство создава несигурни и уплашени граѓани, столб на демократијата и владењето на правото во Македонија, ќе се бориме за трајно и радикално решавање на состојбите, тоа ќе биде вашиот влог во идните генерации. Како вие со сите